Вести на Канал 8. Во буџетот на општина Кочани се уште не се пристигнати парите од кредитот од Светска банка, наменети за асфалтирање на улиците во градот и во населбата Оризари. Изведбата на дел од проектот е веќе завршена, а плаќањето на обврските кон изведувачот е оневозможено. Целосно е завршена изградбата и асфалтирањето на дел од улиците што општина Кочани ги најавуваше како историски проект што ќе се финансира со кредитот од 1 милион евра од Светска банка. И додека работите се одвиваа без застој, плаќањето на обврските не се реализира според вообичајната динамика, затоа што во општинскиот буџет ги нема потребните пари. На приходната страна не се трансферирани пари од кредитот, иако за веќе реализираните градежни работи изведувачот има побарување од локалната самоуправа од околу 100.000 евра. Тоа го става инвеститорот во незгодна ситуација, зашто признанието дојде и на последната седница на Советот на општината. Кај приходите од кредити имаме реализација од 5.473.000 денари, тоа е по авансната ситуација на изведувачот. До сега повеќе работи се завршени во врска со инвестиционите работи кои се градат од кредитот, меѓутоа плаќањата од страна на Светска банка до Министерството за финансии и до општината не се извршени, односно средствата не се трансферирани. Нејасно е зошто парите од кредитот се уште не пристигнале, односно дали Светска банка не ги префрлила до Министерството за финансии или пак тие заглавиле на релацијата Министерство локална самоуправа. Ваквата ситуација ги стави во недоумица и советниците, па побараа дополнително објаснување од општинската администрација. Ние знаеме дека аплициравме за кредитот, веќе тековно има активности на терен и јас би сакала од вас како стручњак да добиам образложение дали тоа не е ризик, кога тоа ќе се случи и како ќе се случи, затоа што веќе гледаме дека општината има активности на асфалтирање, а значи средствата уште не се легнати на сметката. Одговор на прашањето не беше даден, а инсистирањето на опозицијата за дополнителни објаснувања од секторот за финансии беа причина за вжештување на атмосферата и нивно напуштање на седницата. Во меѓувреме, проблемот со непрефрлените пари од кредитот од Светска банка останува товар и обврска за општина Кочани кон фирмата Euroink, од каде неофицијално веќе имало реагирање и закани дека ќе ја повлечат механизацијата и нема да продолжат со изградбата на преостанатите улици. Општина Зрновци се соочува со објективни пречки за да може сама да објавува огласи за продажба на градежни парцели. Причина за тоа е што се уште ја нема добиено потребната согласност од Министерството за транспорт и врски, со која ќе ја реализира постапката. Ненавремено се реализираат огласите за продажба на парцели за изградба на куќи и на објекти за мало стопанство во општина Зрновци. Локалната самоуправа ја нема добиено потребната согласност од Министерството за транспорт и врски, за да може сама да ја води постапката, па секоја продажба мора да се пријавува во Скопје и оттаму да се распишуваат огласите. Од локалната самоуправа велат дека се работи за сериозна пречка, поради која не може во соодветен момент да им се понудат парцели на потенцијалните купувачи, ниту пак да се остварат очекуваните приходи. Кога ние сакаме да речеме да извршиме објавата од страна на транспорт и врски, дали и тие немаат мислам слободно или можност да ги направат тие објави, бидејќи шпицо беше во летните периоди кои имавме тука од мислам дојдени од кои се на привремена работа во Италија и во другите држави, така да сега пред нова година пак очекуваме да дојдат тие луѓе кои што има интерес за во зоната за мало стопанство и за индивидуално домување. А ние како општина фактички тие ни се приходи кои што очекуваме да извршиме уредување на тоа градежно земјиште. Општина Зрновци веќе доставила барање до Министерството за транспорт и врски за да се изврши објава на градежни парцели. Се планира за продажба да се понудат 2 плаца во зоната за мало стопанство и 3 со намена за објекти за индивидуално домување. Со тоа би се исполнил скромниот план за продажба на парцели за оваа година, а општинската администрација веќе ја изготвила програмата за располагање со градежното земјиште за до година, што треба да ја одобри Советот на општината. После нова година фактички ние како општина ќе треба да добиеме согласноста, бидејќи ќе имаме и доделување на градено земјиште на кое се веќе изврши легализација на
куќи од индивидуално домување кои што се водат на Република Македонија, ама тоа ќе биде со непосредна спогодба меѓу општина Зрновци и корисниците на тоа градежно земјиште. Според Николов, со програмата за располагање со градежното неизградено земјиште се планира да се дооформат неколку градежни парцели за индивидуално домување, како и во зоната за мало стопанство. Во оваа зона веќе се продадени 6 градежни парцели, од кои на едната веќе е изградена млекара, а на другата објект за откуп на жито. Во август 84, во септември 331, а во првата недела од ноември 468 заболени од респираторни инфекции, бележи Центарот за јавно здравје Кочани. Температурните разлики ги наполнија амбулантите и детските оделенија со болни деца, педиатрите со совети за заштита од инфекциите, а најважно е да не се праќаат болните деца во градинка со цел да се заштитат здравите. Бронхити и бронхопневмонии, горни и долни респираторни инфекции и диареи. Ова се диагнозите што најчесто ги хоспитализираат децата на детското оделение во Кочанската општа болница. Инфекциите не ги одминуваат ниту возрастните, но постојаните температурни разлики најмногу се одразуваат на детското здравје. Само за споредба, податоците од Центарот за јавно здравје говорат дека од летото наваму бројката на заболени од горни и долни респираторни инфекции се во постојан драстичен пораст. Ако на почетокот на август имало 84 пријави на заболени, за само еден месец на средината на септември бројката изнесува за околу 250 повеќе, вкупно 331 заболен, од кои 280 се горни и 51 долни респираторни инфекции. За повеќе од 150 имаме зголемена бројка за последната недела од 2 до 9 ноември, кога бројката изнесува 468 заболени, од кои 391 горни и 77 со долни инфекции. Лекарите и епидемиолозите велат дека, иако е висока, сепак бројката е очекувана за овој период од годината, земајќи ги во предвид променливите временски услови и тоа дека децата се најосетливи на промените. Хоспитализираните деца на детското оделение се со покачена температура, инфекции кои поминуваат и во фебрилни состојби, што подоцна може да премине и во компликации. Лекарите порачуваат болни деца да не се праќаат во градинка, со цел да се заштитат здравите деца, а најдобар начин за заштита од инфекции и вирози е да не комуницираат со деца кои веќе подкашлуваат. Потребни се чести проветрување на просториите, како и правилен избор на гардеробата која ја носат и на храната што ја внесуваат, советуваат педиатрите. Што се однесува на грипот пак, досега нема ниту една пријава на заболени од грип. Граѓаните сериозно си ја сватија работата околу вакцинирањето и вакцините се веќе потрошени, додава доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани. Уште една акција на заловување кучиња скитници се спроведе на територијата на општина Кочани од страна на стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. Заловени се 15 кучиња во последната акција, а 69 во сите 5 досега реализирани. Вкупно 69 кучиња скитници се заловени во 5 досега спроведени акции за заловување од страна на стручни екипи на територијата на општина Кочани. Во последната пета акција, која се спроведе на 11 ноември, заловени се 15 кучиња. Ова не е последна акција до крајот на годината, ќе ги има повеќе. Се започнува од централното градско подрачје, а понатаму се шири во периферијата на градот. Акцијата се спроведува согласно распишаниот тендер на општина Кочани според Законот на животните, кој не предвидува убивање или труење, туку само тргање од улиците. Ја спроведуваат стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово, во присуство на комунален инспектор од општина Кочани и представник од комуналното јавно претпријатие Водовод. По заловувањето се носат на прифатилиште лоцирано во Кумановско село, кое ги исполнува сите законски стандарди. Според досега направените акции во други градови, заловените кучиња се чуваат 30 дена во прифатилиштето, а по извршениот третман се враќаат на локација каде што се заловени. Од заловените 69 на територијата на општина Кочани, досега се вратени 15, информираат од КЈП Водовод и додаваат дека договорот со кумановската фирма трае цела година, до 2.6.2016 година, така што ќе бидат спроведени уште многу вакви акции, па кочанци ефектите ќе ги почувствуваат
објавуваат за неколку месеци кога ќе бидат спроведени поголем број акции. Инаку, граѓаните на Кочани редовно се жалат од присуството на скитници во одредени делови на градот, а неретко се напаѓани или исплашени од нив. За следната акција, КП Водовод повторно ќе ги информира граѓаните и ќе апелира да ги заштитат своите миленици за да не дојде до несакани последици. Во општина Чешина во Облешево заврши едукативната кампања Биди модерен, селектирај паметно, во која беа вклучени учениците од основните училишта и децата од градинките. Најдобрите оделенија кои учествуваа во активностите добија награди и признанија. Во општина Чешина во Облешево успешно е завршена кампањата Биди модерен, селектирај паметно. Во активностите што ги спроведе Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување, Екопак Хит од Кочани, беа вклучени основните и подрачните училишта Страшо Пинџер од Соколарци и Климент Охридски од Облешево, како и децата од градинката Звездички. Со реализацијата на проектот е постигната основната цел да се насочат најмладите како правилно да постапуваат со отпадот што секојдневно ја загадува околината во која живееме и за која треба да се грижиме подеднакво, за да се зачува животната средина. Во кампањата учествуваа 190 ученици од прво до четврто одделение, како и 30 дечиња од најголемата воспитна група во градинката. Додека траеше кампањата, во секоја паралелка се одржаа по 2 часа, од кои првиот имаше едукативен карактер со презентација под наслов Биди модерен, селектирај паметно, а на вториот час е спроведена интерактивна настава преку метод на дискусија и прикажување. Третиот дел од едукацијата се реализираше како акција за собирање и селекција на отпадни материјали. По сумирањето на резултатите од акцијата, на најдобрите одделенија им беа доделени награди во спортски реквизити, додека другите учесници добија пофалници и благодарници за учество во програмата. 14 издавачки куќи се пријавија за учество на 10-тиот поред саем на книгата што во организација на јавната општинска установа Библиотека Искра ќе се одржи во Кочани. Любителите на пишаниот збор ќе можат да си изберат книга од богатата понуда на издавачките куќи, а годинава ќе предничат дела од светски познати автори, како и стручна и детска литература. В петок, 13 ноември, во 13 часот во просториите на Библиотеката Искра во Кочани ќе биде отворен саемот на книгата. На оваа традиционална манифестација, која се организира по 10-ти пат, ќе бидат представени најновите и најпродаваните книжевни изданија за деца и возрастни, енциклопедии, стручна литература од повеќе области. Од Библиотеката Искра се задоволни од бројката на пријавени издавачки куќи кои ќе земат учество на саемот и ќе ги изложат своите најнови и најинтересни наслови. На саемот се пријавија 14 издавачки куќи за учество. Тоа се просветно дело, култура, наша култура, или сакам книги, македоника литера, Арс Ламина, младинска книга, Магор, Ѓурѓа и така натаму. Значи 14 не е мал број, 14 издавачки куќи, ќе биде понудата доста богата. Граѓаните ќе можат да изберат дела и од звездите на светската книжевност, доста стручна литература, детска и така натаму. Со ова ги покануваме граѓаните на Кочани и околните места да го посетат саемот и да ја изберат својата книга. Саемот ќе биде отворен до 19 ноември, а љубителите на книгата ќе можат да го посетат во периодот од 10 до 18:30 часот. Следува спортската информација. Тренерот на фудбалскиот клуб Осогово Крсте Крстев поднесе оставка на функцијата. Од управниот одбор на клубот најавуваат работен состанок на кој ќе се разговара за состојбата во која се најде екипата и за можното ново кадровско решение. Лошата игра и неповолните резултати што фудбалерите на Осогово ги постигнаа во есенскиот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток не се единствената главоболка за управниот одбор на клубот. Дополнителен проблем станува и оставката што тренерот Крсте Крстев ја дал веднаш по гостувањето во Лозово на надпреварот со Работник, во кој осоговци претрпеа пораз од 3:0. Таквиот епилог доаѓа како логичен расплет по серијата порази
поради кои клубот има најлош пласман во своето близу едновековно постоење. За својата одлука Крстев веќе ги информирал раководните луѓе во клубот, а истата ја оправдува како морален чин по негативните резултати во полусезоната. Во краткиот телефонски разговор, председателот на управниот одбор Бранко Богатинов за Канал 8 рече дека, иако официјално оставката не е прифатена, на состанокот што треба да се одржи деновиве, раководството на клубот ќе ја разгледувало новонастанатата ситуација. Според него, единствен позитивен момент е што заминувањето на тренерот доаѓа во паузата меѓу есенскиот и пролетниот дел од првенството, па ќе има доволно време да се бара ново кадровско решение. Оставката на Крстев е втора во текот на ова првенство. Во август, на стартот на есенскиот дел, тој се откажа од тренерското место откако Осогово како домакин претрпе пораз од Овчеполе. Тогаш раководството на клубот успеа да го убеди да се откаже од намерата, со очекување дека работите ќе се подобрат во следните надпревари. Сегашното повлекување најверојатно ќе биде и конечна одлука, поради што Крстев им посакал добра игра и успех на фудбалерите во пролетниот дел од првенството и излекување од дното на табелата. Во меѓувреме, на стадионот Никола Мантов, Осогово ќе одигра пријателски надпревар со екипата на Брегалница. Надпреварот се игра в четврток со почеток во 14 часот. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.